Денес апелираме до поединци и до групи да престанат вината исклучиво да ја бараат кај индустријскиот комбинат Југохром, комбинат кој работи со повеќекратно намален производствен капацитет. А сите знаеме дека се работи за фабрика која економски го одржува сериозен дел на Полошката котлина. Семејства живеат од овој комбинат и решението на овој проблем мораме да го бараме во соодветни филтри кои треба државата да ги субвенционира. Проблемот е навистина комплексен и бара сериозен приот. Урбанистичкиот хаос, кој долги години е секојдневие во Тетово, создаде од цели населби, од еднокатни семејни куќи, да прераснат во населбина со десеткатници, што невозможија воздухот слободно да циркулира во Тетово, дури и во летниот период. Покрај урбанистичкиот хаос ги уништивме сите зелени површини. Депонијата константно се палеше долги години. Граѓаните алармираа, локалната самоуправа продолжуваше. Граѓаните несоодветно и несовесно надвор од потребите реални ги користи и моторните возила, а исто така и тешката економска состојба ги предизвика нашите сограѓани несоодветни предмети да ги користат како материјал за огрев. Ете затоа овој комплексен проблем треба соодветно да се решава. Бидејќи распуштањето на учениците од училиштата не е мерка со која се справуваме со загадувањето на воздухот, денес јавно ја прашувам градоначалничката на овој град, Теута Арифи, и надлежните во локалната самоуправа дали за тистата мерка, која за жал е единствена, се крие дефицитот на енергенси за затоплување на учениците, кои цел месец се жалат на ладни училници. Денес јавно бараме од локалната самоуправа да ги спроведе следните мерки откако ќе прогласи воредна состојба. Бараме да се воведат бесплатни автобуски линии кои постојано во текот на денот ќе се обраќаат по цела должина на булеварите Маршал Тито и Линденска, Смилевски Бато и Благоје Тоска. Да се забрани управување со моторни возила од 10 часот наутро до 23 часот навечер. Да се пропуштаат само возилата на итната медицинска помош и други возила со итна и неодложна работа. Да се дислоцираат комби станиците од пред супермаркетот Веро, културниот дом, музичкото училиште и шарената џамија, соодветно на излезот од градот кај новиот градски стадион и средното медицинско училиште. Истите соодветно да се обележат, за патниците да знаат каде се наоѓаат нивните нови комби постројки. Да се интензивира парскањето на улиците, на секоја споредна улица, со соодветно хемиско средство. Во редната состојба со ригорозните мерки, да не трае подолго од 12 денови, за да се овозможи економско нормално функционирање на градот. Економската достава и набавка на стоки за потребите на правните лица да се врши до 11 часот наутро.